Каде вие да го евам пола сат касни и повише? Мора аман ме да му еба мајк. Батка, извини, шо да правам, цело слаба или имам судење? Опа, дај да видиме шо. Ами ја немам ли загребење, шо мислиш ти? Батка, јас сум ти тебе адвокат. Знам де, ти си ми адвокат. Ај сега ти мене да ми ја раскажеш целата приказка за да можам ја да спремам одбрана како што треба. Да не се брукаме таму кога идеме на суд. Значи ми требаат факти. Значи само фактичката ситуација. Еве јас и ноќа си лежам и си размислувам, си правам во реконструкција што го викате ви, што уствари се случи фактички. Фактички оно е бише, така? Уствари беше бише. Сега факт е тоа дека оно не може да потврди за тоа што ние го испечиме и го изедоме. Така? И сега фактички, јас што ќе кажам, тоа се правите факти, така? Факт е и тоа дека оно било разочарано и депримирано. Оно не е било задоволно од статусот што го имало кај газдата. Знаеш ли што се случи уствари? Бишто се самоуби, бе, разбираш ли ти, оно изврши самоубийство. Затоа што, види, јас как што си оде сам си оде по улиците, по греблото. И оно кога еднаш рп, од 7 спрат се фрли, оно е било незадоволно од собствениот газда. И оно во една депримирачка ситуација, ме разбираш, се има фрлено од горе, ти може да не го ранал. Значи, факт е, одам јас со греблото, оно се фрла од 7 спрат. Ја го еба го надена на греблото. Тоа е факт. Го еба го надена на греблото. Батка, не можеме тоа така у суд да го кажеме, бе. Мора малце другачие. Еми да го ебам, ни друг термин за гребло неаме.